Добро вечер. Страсбур не и пресуди на аболицијата, но дали испрати порака до домашните судови? Кои дилеми поврзани со аболицијата остануваат нерасчистени? Победија ли нечии аргументи или едноставно судот го одложи мериторното одлучување и донесе решение дека апликациите се приуранети и недопуштени? Зошто сега, а не пред неколку години? Европскиот суд не ги сопре предметите на СЈ, но до каде заглавија во македонските судови? На овие и други прашања во топ тема разговарам со Костадин Богданов, поранешен владин агент во Европскиот суд за човекови права. Добро вечер. Добро вечер. Ивана Петковска од коалицијата Сите за правично судење. Добро вечер. Добро вечер. И адвокатот Александар Новаковски. Добро вечер, Иван. Добро вечер. Со дискусијата продолжуваме по рекламите. Продолжуваме со топ тема. Европскиот суд за човекови права ги оцени дека жалбите на Груевски, Мијалков, Јанкуловска, Енекиевски, Талевски и останатите се недопуштени и преуранети. Предметите против нив се уште пред пониските судови и не ги исцрпеле сите домашни правни лекови, меѓу кои и Врховниот суд оцениле едногласно судиите во Страсбур. Читате ли во ваквото решение некаква порака испратена до македонските судови? Богданов, почнувам со вас. Ви имате долгогодишно искуство пред Европскиот суд за човекови права. Па видете, не е невообичаено Европскиот суд да донесе одлука во делот на допуштеноста и да ја отфрли жалбата заради неискористување на правните средства и во оваа фаза на постапката. Меѓутоа, сепак, самата одлука е процесна. Сам тоа веќе претпоставувам и јавноста и правната фела и сите ја разбравме што сакаше да каже судот, дека тој во оваа фаза се уште нема да одлучува мериторно во делот на амнестијата и помилувањето, односно сите оние наводи и жалбени кои беа дадени од страна на апликантите за повреда на членот 6, од аспект на правната сигурност и од аспект на владењето на правото, туку ќе сепак се реши на некој начин да го почека и да го слушне мислењето и на нашиот Врховен суд, како највисок суд во државата, затоа што знаете, во конвенцијското право постои еден принцип на субсидијарност, кој што беше издигнат на едно високо ниво со протоколот 15 и кој е практично дел од конвенцијата. Согласно тој принцип на субсидијарност, едноставно и судот е должен на некој начин да ги сослуша највисоките судски инстанции во државата пред тој самиот да решава. Че ние имавме реално ситуација во која што Врховниот суд нема воопшто овие години изминати 5, 6, 7 колку се актуелни предметиве, кажано ниту збор во делот на наводите што беа изнесени пред Страсбур. Че ние не го знаеме се уште мислењето на нашиот највисок суд во државата кој е во делот на амнестијата важи, не важи, зошто важи, зошто не важи, од аспект на членот 6 збора. А од друга страна, на некој начин очекувавме од Страсбур да го реши тоа. И по овој принцип на субсидијарност претпоставувам дека судот, а и во контекст на сувереноста на самите држави, дека сепак самите треба да го решаваат проблемот, на крајот од денот, ако избрзаш и дадеше своje мислење или став пред да го слушне ставот и мислењето на највисокиот суд на државата на која што треба да се однесува таа пресуда, мислам дека ќе беше повреда на тој принцип на субсидијарност на Европската конвенција од една страна, а од друга страна вие знаете дека и другиот највисок суд во државата, како што е уставниот, и тој одби иницијативата и одби да се произнесе во делот на законот за повлекување на помилувањата, дали е уставен или не. И со самото тоа практично ние од двата... Ке збориме подоцна, за уставниот и за врховниот, дека всушност државата нема расчистено и внатре околу прашањето за аболицијата, но главната дилема е од вчера па во текот на денешниот ден остана, дали, зошто сега, а не во некоја порана фаза? Имате ли... Па, видете, моје размислување, читајќи ја одлуката, мислам дека доколку Уставниот суд се произнесеше по иницијативата, Страсбур немаше да ги врати предметите, затоа што веќе ќе имаше мислење барем од еден од двата највисоки суда, како гледа на прашањето. Или доколку било кој од предметите, во било која фаза, без разлика дали е на оценка на обвинителен акт, дали во фаза на притвор,
нашиот закон даваше можност да се дојде до Врховен, па да го слушнавме мислењето на Врховен. Немаше да ги врати. Без разлика што самите предмети не се се уште завршени. Значи да можеше да се обжали решението за притвор до Врховниот суд, што не може, да го слушнавме мислењето, односно Страсбург да можеше да го слушна мислењето на Врховниот, немаше да ги врати, ако се тековни предмети. Ги врати бидејќи немаме ние 5, 6, 7 години, кој што велам, немаме мислење, ние меѓу нас тука што сме, ние не знаеме какво мислење имаат врховните суди по контекст на овие жалбени наводи, ние не знаеме какво мислење имаат уставните суди во контекст на законот за повлекување на помилувањето, пошто и оние отфрлија таа иницијатива. Да. И сега Страсбург се става во ситуација да пресече едно клучно прашање за и од правен аспект и од политички да кажем, во една држава која што сите го очекуваме како надворешен суд, а претходно не се слушнати двата највисоки суда во истата држава. Че не само повреда на некој начин може да се гледа на принципот на суверенитет на таа држава, туку и повреда на принципот на субсидијарност кој веќе издигнат на едно ниво на делот протоколот 15 кој е задолжителен за судот. Така да од тој аспект мислам дека сепак реши судот да почека, да слушне и да му остави на Врховниот суд да самиот го примени членот 6 директно, како што би го применил Страсбург, и да донесе одлука. Така, Петковска, вие што мислите? Вака, најпрво да истакнеме дека судските процеси по овие предмети за кои што беше поднесена жалба до судот во Страсбург ќе продолжат и понатаму да се судат, за да пред се јавноста биде информирана дека нема да престанат овие, односно нема да бидат прекинати судските процеси. Во однос на одлуката на Страсбург, како што беше и претходно наведено, се очекува да се произнесе Врховниот суд и Уставниот суд со оглед дека Уставниот суд во еден дел од одлуката и сам е повикан од страна на судот во Страсбург во делот дека постапката пред Уставниот суд по однос на ова прашање била претходно запрена. Така што се очекува највисоките инстанции, односно Врховниот суд во овој случај да се произнесе по однос на прашањето, а дополнително тоа што Страсбург одлучи да биде недопуштена жалбата, односно дека не се исполнети одредени услови и критериуми за да се разгледува основаноста на прашањето кое беше покренато. Исто така треба да го земеме во предвид со оглед дека на некој начин Страсбург не сака да се меша во судската власт на некој начин кај нас, пред нашата сама судска власт да донесе одлука по однос на ова прашање. Верувам дека вие ги следите предметите и генерално јавноста често забележува дека како да чека македонските суди или судови да пресече Страсбург, да им ја олесни одлуката дали аболицијата важи или не, дали овие предмети ќе може да се судат понатаму или не. Но сега всушност топката се врати назад во македонските судови и очекувате ли сега притисокот да падне врз Врховниот суд и таму да се бие сега она клучна битка која што можевме на почетокот да ја гледаме во кривичниот суд, па подоцна во апелација. Маковски? Па и јас исто би се согласил со говорниците дека единствена одлука исправна, правно што можеше да ја донесе сега судот за човекови права е ова. А ја фрлена ракавицата затоа што кај нас и правните мислења на експерти, професори околу аболицијата, ако друго, кои ние како одбрана ги доставуваме, судовите не ги земаат ниту да ги разгледуваат. Значи, тука доаѓаме до едно прашање да не само Врховниот суд, него ниеден суд не сака да се впушти во оценка на тие мислења, да каже дека тоа мислење не може да го прифати од тие и тие причини. И сега, шпекулациите доведоа дека судењата се одлагаат затоа што се чека одлуката на Страсбург. И се имаше преголеми очекувања, дека ќе пресече мериторно или на една или на друга страна. Не знам тоа на што се базираше, бидејќи знаеме Страсбург секако немаат информација каква е одлуката, како што кај нас може да процури информација, таму не верувам. И затоа мислам дека се обидоа некои процеси да се одлагаат, но за одлагањето на процесите треба да се гледа од повеќе причини. Не секогаш дека одбраната очекувала нешто од Страсбург,
па ги одлагала судењата. Бела, може би и судиите чекале Не. за да видат Па и на која судиите, страна ќе думне ветрот. Но има од и Страсбург. тие ќе се водат, значи. Се водат и тоа се водат со едно темпо кое мислам дека се закажуваат рочишта која како одбрана, имајќи го предвид и големината на процесите, тешко може и одбраната да ги издржи тие процеси. Така. Ако не може судот и промените во судските совети допринесоа да многу судења започнат Да ќе зборуваме одново. подоцна за тоа Значи, зошто предметите Мислам дека главната причина е што највисоките судови немаат земено никаква одговорност во однос на ова што се случува во последните години од формирање на специјалното обвинителство, од донесување на одлуките. Вие немате ниту една одлука од која може да се извлече некој заклучок, да биде каде може да биде насока и за пониските судови. Очекувате ли сега целиот притисок да падне врз Врховниот суд, Богданов? Апсолутно. Мислам на Да. вчерашната Буквално одлука. притисок, но и Да. Вчерашната одлука апсолутно целиот товар го става на Врховниот суд во моментов. И тоа не само да одлучи брзо, туку и да одлучи во светло на членот 6. Значи самиот последен и предпоследен параграф, што е за мене куриозитет, за прв пат гледам таква присуда, поготово против нашава држава, во која што судот во Страсбург на нас во пресудата ни објаснува како конвенцијата и членот 6 се директно применли во нашата држава. Значи, самиот меѓународен суд на нас во оваа одлука ни кажува кое е местото на конвенцијата во уставниот систем, дека е на повисоко ниво од закон, дека има директна примена согласно закон за судови и така натаму, значи не држи лекција во последните параграфи, а тоа јас го читам како една скриена порака до повисоките инстанции, особено Врховниот суд, во оваа фаза, сега кога ќе ги разгледува предметите, да не се врзува исклучиво за домашното право, како што се врзале пониските судови, и едноставно ги одбиле сите тие приговори за немање на правна сигурност или ретроактивно дејство на законот за повлекување на помилувањата, бидејќи било законски. Мислам, тоа е најлесно да се каже. Имавме закон, таков е законот, постапивме по закон, се повлекува, све е законски, све е во ред, нема повреда. Не. Може би самиот закон не е во согласно со конвенцијата. И тоа сака да го слушне Страсбург, и една таква анализа Страсбург очекува од Врховниот суд или од апелационите судови, на крајот од денот дали самиот закон го повредува членот 6 со неговото ретроактивно дејство, што е клучното прашање. Сега, дали ќе ја добиеме ни една таква анализа од Врховен суд на ниво на Страсбург, во контекст на гледано од светло на членот 6, или сепак толкувањето и одговорот од Врховен суд ќе остане тесноград, односно врзан со домашното право, во стилот на таков беше законов, така одлучивме, ќе видиме. Меѓутоа, товарот, фокусот во моментов и на јавноста, и на правничката јавност, и на апликантите, и на сите насочено кон Врховниот суд, и ова е еден редок тест за Врховниот суд за прв пат, каде што и очите на Страсбург ќе бидат насочени кон нашиот Врховен суд, да видат дали се на нивото на задачата, бидејќи ние прокламираме, нели, европска држава, почитуваме европски стандарди, европска конвенција и така натаму, да се види во пракса дали навистина тие европски стандарди има познавање помеѓу судиите на праксата на судот, во таа директна примена на членот 6, значи едноставно се прескокне домашното право. И ако има повреда од аспект на членот 6 на апликантите, уште подобро е Врховниот суд да ја констатира таа повреда. Затоа што после ние имаме целосен механизам, например, ако е позитивно за апликантите, како да се прекинат постапките, ако самиот Врховен суд ги прекине. Значи нема потреба да се спроведува меѓународна пресуда. Ќе си имаме домашно. Дополнително, она што мора да го имаме во предвид и да се стави акцент е особено на оние судски процеси за кои што дел од жалбата беше поднесена, што се уште нема добиено правосилна присуда, односно некои се уште се наоѓаат во прв степен пред основниот кривичен суд, па потребно е можеби да се стави многу поголема динамика на самото одржување на рочишта и побрзо завршување на предметите со оглед дека дел од нив веќе траат повеќе од 5 години. Да, тоа сакав да прашам, каде заглавија
представија предметите додека сите предупредува сега ќе има ваква пресуда, па таква, па ќе пропаднат предметите, дали тие се можеби заглавени во некоја кружна трака во македонските судови, затоа што имаме ли предмет осем транспортер кој што сега веќе може да оди пред Врховниот суд, поврзан со аболициите, кој е блиску, воопшто блиску до Врховниот суд, за да може да го видиме тестот? Па дел од предметите со оглед дека коалицијата активно ги следи предметите и судските процеси по сите оние предмети кои што беа иницирани од страна на поранешното специјално јавно обвинителство. Значи, најголем дел од предметите за кои што е поднесена жалба пред Страсбург, за жал се уште се во прв степен. Како што е предметот Титаник, Таргет Тврдина, знаеме дека апелација го врати на повторно судење во прв степен и останатите предмети се уште во прв степен и се уште ќе очекуваме првостепена пресуда по однос на истите. А што е со предметите кои што им се заканува застарување, на пример во првиот Таргет Тврдина за екс-шефот на УБК, за 2 години му застарува и последното од 3 дела. Всушност, овие предмети може да се види дека застануваат токму овде во македонските судови. Така, конкретно за предметот Таргет Тврдина, колку што имам информации, наредната недела е веќе закажано првото рочиште во основниот кривичен суд во Скопје за да започне процесот одново да се суди, така што ќе видиме каква динамика ќе има процесот со оглед дека има 2 години до застарување на кривичното дело. Додека пак во останатите предмети, за жал, мора да констатираме дека имаме спора динамика и се уште долго траење на судските постапки, што пак се отвора прашањето за судење во разумен рок како дел од член 6 од Европската конвенција, што сепак представува можеби и повреда на фери правично судење. Затоа мора да се внимава и во тој дел колку судењата се судат во разумен рок и колку обвинетите, односно граѓаните во овој случај, би имале пресуда која што ќе биде заснована прецена или на докази, меѓутоа и донесена во разумен рок. Имате ли увид во кои пресуди воопшто се има произнесено, барем еве на апелациониот суд, во однос на аболицијата? Странките тоа мислам дека често го поставуваат како прашање од самиот почеток на предметите. Има ли во некаков одговор по-детален? До сега јас со ние пресуди кои што ги имам читано од апелација, нема ни една пресуда која што се десува, која што има дел поврзано со аболицијата. Така. Новаковски, каков е вашиот впечаток во однос на предметите на СЈО? Дали после 5 години, односно еве веќе 6-та година почнува откако беа поднесени обвиненијата во судот, е нормално да има само неколку предмети кои што се правосилни и дојдени до Врховниот суд? Па видите сега, тука мора да се оди од повеќе аспекти. Значи, некои директно сме уклучени во одбрана или од една страна обвинителство и судот, се работи за навистина обемни предмети. Значи, такви предмети, јас мислам да се судат и во други држави, рокот ке е тој. Сега овдека притиснати од роковите, а каде да ја бараме вината? Треба да ја бараме кај сите. Затоа што мислам дека некои пресуди од страна на апелации се вратени, со право се вратени. Сега, јавноста ги коментира пресудите, а нормално има право да ги коментира, тие пресуди се едно 400 до 500 страни. Тоа е книга да ја напишите и имате доказен материјал во кој има 1000 докази. Но ако гледате дека некој предмет застарува... И сега, како ќе оповредите правото на одбрана? Затоа што требале да видат дали има добри докази и да одат со тие докази. Не можете вие да одите широко и после да барате одбраната во 15 дена да се спреми со контрадокази. Дали мислите дека е тоа праведно? Значи, ако дадете вие... Не, ако дадете вие 1000 докази, и ние како одбрана треба 15 дена ни е рокот за да доставиме листа на докази. Затоа што после не ни се прифаќа. Тоа е едно. Второ, одлагање имате пресуди, сега, причината може да биде нестручност, што не верувам. Јас гледам дека има искусни суди и тие пресуди, апелации, има доста работа и секако за да раздадат, да ќе земиме примерот со 27 април, организаторите.
Значи, тој предмет на СЈО конкретно. Па ево ќе земеме кој сакате. Да. Трезор почна одново. Значи се дадоа рочишта максимален број кој може судот да го издржи. А треба да се издржи, ако земите сега е борба кој ќе ја земи сала 1, бидејќи нема каде да се суди. Затоа што каде имате 10 обвинети, сите во распоредот се март и април, буквално секој ден судење. И сите обвинети имаат повеќе бранители, за да не бидат бранителите пречка за одлагање на предметите. Но никој не вели дека се бранителите пречка. Не. Викам кај сите е кривицата. Имате промена на судските совети. Нов распоред на суди. Тоа не мислите дека е одлагање на судењата? Да, почнува одново. Едно од прашањата кое што се менува во кое што е инициирано во новиот во законот за кривична постапка, односно мислам дека веќе е во таа фаза, е да не се враќа на почеток секое судење кога ќе се смени член на Советот. Што мислите вие, прифатливо? Па ево во 90% случаи ние се согласуваме одбраната да се читаат доказите, да не се изведуваат поново. Но имате промена на судски совет, самиот судија сака да почне одново, бидејќи не присуствувал во првата постапка. Може има да и такви. Значи, да се вратиме на Страсбург. Има такви, сослушате ме, од сите што ги следат судењата, секој треба да си сноси вината за одлагањето. А сега да се врши притисок, дека некој дело ќе се старело, а редовно се доаѓа на судење, се држат судења по сатови. Треба да се види каде е вината за да промена на законот сега нема да важи за старите за предмети. Дека не а тоа да гледаме во иднината таму. Да се вратиме само на одлуката од Страсбург. Спомнавте дека Уставниот суд и Врховниот суд. Овие два суда не се произнесоа. Немаше ниту расчистување, иако имаше иницијатива пред Уставниот суд, тој не се произнеса околу тоа дали законот од 2016 бил уставен или не бил уставен, поради тоа што е важел краток рок. На тоа се осврнува и самиот суд конкретно во пресудата. Дали може сега повторно да се покрене некое прашање пред Уставниот суд или пак пред било која институција за да се расчиста дилемите во аболицијата? Па видете, по структурата на вчерашната одлука, може да забележите дека и самиот суд од Страсбург нема надеж дека прашањето може да се покрене и да се разгледа од Уставниот суд. И тој тоа го коментира како завршена работа, дека за жал Уставниот суд не се произнесе, односно најде модус да го избегне одговорот, затоа што без оглед дали се помене правнички, тоа е правна дилема, без оглед дали законот престанал да важи или не, тој предизвикал правни последици. И ако тој закон и да не важи, Уставниот суд го оцени како ништовен, иако не е на сила, предпоставка е дека сите правни последици кои што тој закон ги предизвикал се ништовни. И идејата на крајот од денот за да се огласи еден закон за противуставен е токму заради правните последици кои што ги предизвикал да се поништат за да не бидат на правна сила. Вклучително и повлекувањето во случајов на овие амнестиите. Значи, Уставниот суд вешто се скри, законот кратко траел, не е веќе на сила, нема потреба да се разгледува, правните последици нека си останат, тоа е тоа, ние не можеме ништо, и сите очи се насочени сега кон Врховниот суд. Спомнавте и вие, понаја што го знам, има еден предмет веќе пред Врховниот суд, поднесено, сам не знам дали е се уште стигнат до Врховниот суд. Меѓутоа, еве, нели вчера видовме доста наративи дека победила правдата и слично. Моје мислење е за да победи правдата во конкретниот случај, навистина да се покажеме ние како правна држава. Еве, Врховниот суд нека го реши тој предмет во најбрз рок. Значи нека го земе одма во работа ако е веќе стигнат. Знае кој е влогот и за сите останати предмети, и за јавноста, и за судството, и за се. Нека го реши најбрзо што може, нека го реши од аспект и од светло на членот 6, низ призма на членот 6, и ќе докажеме ние дека еве супер правна држава сме. Ако апликантите е контра пресудата, односно сметаат дека тие права не им се повредени, ќе се продолжат постапката во Страсбург.
доколку Врховниот суд најде повреда, како што евентуално би нашол и Страсбург, внатрешно ќе си го решиме настанатиот правен проблем преку пресуда на Врховен. Само еве сега има Врховниот извонредна шанса да се покаже и во делот на почитување на конвенцијата, и во делот на примена на конвенцијата, и во делот на разрешување на дилемите дека ние можеме и сме способни како држава и дома да ги решаваме најтешките работи, не мора да очекуваме сите од Страсбург. Дел од уставните експерти ја советуваа државата дека треба да како во борбата, во битката пред Страсбург да докаже дека всушност аболициите биле незаконски, донесени врз основа на незаконски на непостоечки правен основ и дека затоа не може да важи тезата дека еднаш дадена аболиција била не се повлекува токму поради тоа што аболицијата била првично донесена по непостоечки основ. Дали тоа некаде во некој сегмент воопшто се разјасни во оваа пресуда или пак можеби допрва да се разјаснува? Да, тоа овие два дана навистина аболицијата и одлуката на Страсбург се фокус, меѓутоа мора да се напомени пред се да се објасни на јавноста дека Страсбург воопшто не навлезе во основаноста на самата апликација, односно Страсбург воопшто не одлучуваше дали помилувањето е законско, незаконско и по однос на законот за помилување. Страсбург само наведе дека се уште е рано истиот суд да постапува по однос на ова прашање и дека апликантите кои што имаат поднесено апликацијата пред се треба заштитата, односно да бараат во својата држава, односно да ги искористат сите оние правни лекови кои што им стојат на располагање во однос на ова прашање. Откако ќе се одлучи, предпоставувам дека повторно би имале можност да поднесат апликации и повторно да бараат заштита пред судот во Страсбург, меѓутоа пред се мора нашите судови да се произнесат по однос на ова прашање. Спомнавте победник или веднаш по објавувањето на пресудата владата излезе со став дека пресудата, односно одлуката е во корист на државата, од друга страна пак апликантите реагираа дека кои пак извесен период наназад очекуваа пресуда во нивна корист, излегоа со став дека не треба да има триумфализам. Сметате ли дека со ваквата одлука воопшто Европскиот суд за човекови права зазема, прифати нечии аргументи со тоа дека е преуранета пресудата или не? Јас сметам дека воопшто не требаше да се коментира таа одлука на судот во Страсбург со таква еуфорија. Тоа е моје мислење лично и јас бев изненаден од толку високи државни функционери, триумфализам дека победила правдата. Предметите не се завршени. Која правда победи? Судот е тој што одлучува, нели имаме поделба на власта. Законодавна... Власта вела дека ги прифатиле нивните аргументи. Извините, тоа е мешање директно. Имате законодавна, извршна и судска власт. Значи, ако тие ја виделе дека е недопуштена, како што објасна колегата добро, значи може после тоа да се води повторно постапка. Тогаш ќе излезе некој друг да каже дека е триумфализам. Затоа не одат работите. Затоа што се мешаат во работи во кои не смеат да се мешаат. Значи, во овој случај, јас гледам фрлена ракавица на нашите државни органи во смисол судството да се покаже и да донесе еднашка одлука. Бидејќи, тука се повикува и законодавството. Затоа што ние имаме 6 закони за помилување, мислам, од самостојноста донесено, и сите се номотехнички многу лошо изготвени и сите се за одредена намена донесени. И затоа доаѓа до толкување погрешно и ние како, ево да кажеме, стручни лица и кога ќе имаме различно ги толкуваме. Ви имате експерти, различно ги толкуваат исти работи, а се е тоа од номотехниката затоа што сите се донесени избрзано со одредена намена. И сега, ако земеме правичност, која е правичноста ако некој се помилувани, а некој не се помилувани, а во истото дело покасно е поднесена пријавата, а исто се смета дека не направиле физичко насилство. Каде е тука правичноста? Затоа Страсбург ни држи лекции, а не да славиме дека победила правдата.
И уште една работа, јас само би дополнил, Елена, во овој контекст на прашањето од судот кои што беа доставени на одговор до владата, се фокусира на законот за повлекување на помилувањата. Не. Значи, во ниту едно од тие прашања доставени не беше отворено како тема дали председателот имал право да помилува, што е неспорно дека има, или дали била запазена формалната процедура при помилувањето. Прашањата беа конкретно дали со законот за повлекување на помилувањата им се повредени правата на апликантите од аспект на правна сигурност и од аспект на владење на право, прво заради ретроактивното дејство на законот, второ заради тоа што беше наречен закон како општ акт, а во суштина се однесуваше на 50 на индивидуи кои што беа помилувани, значи не беше општ акт. И третата поента е што ваквиот закон нема уставна основа, затоа што согласно уставот председателот може да дава помилување и тој има уставно властување да дава. Меѓутоа нема уставно властување да повлекува помилување. И ова му беше некако извадено од контекст надоградено, ако може да дава, тогаш може и да повлекува. Не е така, мислам согласно уставот. И тие прашања беа круцијални, на кои што државата требаше да одговори, на кои што судот се фокусираше или судот требаше да пресуди. Но сепак остави, како што кажавме на почеток, ајде прво да слушнеме Врховниот што ќе каже на овие три теми и како е неговото размислување и да се произнесе, па подоцна ако има потреба, нормално ако е негативно за апликантите, ќе се решава пак бидејќи несомнено пак ќе следат апликациите до Страсбург. Ивана, кој од вие ги следите сите предмети, кој од овие предмети кои што произлегоа е најблиску или најдалеку до Страсбург според најновите правила кои што ги произлегуваат од одлуката на Страсбург? Па, најблиску до Страсбург, не знам, транспортер е последниот предмет за кој што имаме правосилна присуда. Од последните, односно од сите пресуди кои што се правосилни, а покренати за предмети од специјалното јавно обвинителство, вкупно 7 предмети имаат само правосилна присуда од 25 обвиненија. Транспортер е последниот предмет што е правосилен во изминатите 2-3 години. Значи од 2020 ние не сме имале правосилна присуда по предметите на СЈ. Во однос на другите предмети за кои што е поднесена апликација, конкретно оваа до Страсбург, во прв степен се истите се судат. Предметот Титаник треба да започне се суди одново поради промена на судечки совет, односно член на судечкиот совет. Таргет тврдена, како што напоменав, наредната недела почнува да се суди одново. Предметот Тортура има ослободителна пресуда, меѓутоа во апелација, колку што знаеме од последните информации, немаме податок дали апелација има донесена одлука по истиот и дали има одлучено. И предметот ТНТ е исто така во апелација по жалба и се уште не знаеме дали постои одлука за овој предмет. Така што апелација може да одлучи подносно овие предмети да се вратат повторно на одлучување во прв степен, што би значило повторно почнување на постапките одново доколку постои таква одлука од страна на судот. Така. Во второто враќање веројатно ќе мора да одлучат мериторно, досега во првите предмети не одлучува. Во овој момент би сакала да продолжиме исто на една актуелна тема од правосудството, а тоа е одлуката поранишниот првцареник Даравелски да добие повторно судење. Најновите информации на Телма говорат дека тој во 2009 година веќе поднел и барање до тогашниот председател Црвенковски за да биде помилуван. Еве повторно едно барање за помилување. Па предлагам да го погледнеме тука прво прилогот на мојот колега Миомир, па ќе продолжиме со дискусијата во таа насока. Судиите го ослободија и поверуваа дека Даравелски дознал за својата присуда по апсењето на Табановце во јануари и ја поништија неговата прва присуда за финансиски злоупотреби во царината, со што му овозможија ново судење и за старување на делото. Но Даравелски многу порано знаел за пресудата. Според информации на Телма, за правосилната 7-годишна затворска казна Даравелски барал помилување, односно аболиција уште во мај 2009 година, помалку од една година по настапување на правосилноста на пресудата. Барањето за аболиција било поднесено од него до тогашниот председател Црвенковски само неколку дена пред завршувањето на мандатот на Црвенковски. Ова ни го потврди од председателскиот кабинет.
Во евиденцијата на кабинетот има примено барање за помилување од Драган Деравилски и одговор од 4 мај 2009 година. Според информациите на Телма, барањето било експресно одбиено од кабинетот на тогашниот претседател Црвенковски, односно воопшто не ни било расправано на Комисијата за помилување да одобри аболиција. Црвенковски заминува од функцијата 8 дена по вратениот одговор на Деравилски, кој уште тогаш веќе е во бегство во Србија почнато 2002 со распишана меѓународна потерница по него. Одлуката на Црвенковски во согласност со законските обврски за архивирање на документација е испратена во Државниот архив, каде сега се чува. Но на судиите и во кривичен, и во апелациониот суд, во текот на овој месец не им пречело барањето за аболиција и одлучија во корист на Деравилски, кој бараше и доби ново судење, затоа што наводно не знаел дека осуден во отсуство и има можност да бара повторување на судењето во рок од 1 година откако ќе дознае. По 2 децении бегство, сега делото злоупотреба му застаре со дозвола од судии во скопските судови. И тој е слободен. Помина само 35 дена во затвор наместо пресудените 7 години. Деравилски ненадено се врати од Србија на 11 јануари. Веднаш беше уапсен и однесен во Идризово. Пуштен е на слобода пред 2 дена. Продолжуваме со дебатата. Господине Новаковски, законот предвидува дека 1 година од дознавањето дека се води постапка, односно дека има пресуда, дека може да се бара повторување на постапката. Дилемите кои што се наметнаа во јавноста изминатиот период се дека Деравилски требало да знае уште кога бил приведен во екстрадицијски притвор во Белград, каде што би требало да биде информиран за тоа, а еве сега разбравме дека тој всушност барал и помилување од претседателот, што значи дека знаел многу порано. Јас ќе го кажам ставот кој го кажав и на друга емисија околу овој случај. Не зборувам дали се работи за Деравилски, и на многу можеби нема да им се допадне или ќе им се донне, то не. Правно, јас сметам дека овде се работи законот за екстрадиција од 2010 година променет. Овдека, ако е тој во екстрадициона постапка, тоа не го знаеме дали бил во Белград во екстрадициона постапка, бидејќи се слушна дека и 2018-2019 имало така од владата барање од Министерството за правда, иако има писмо со оглед дека има државјанство од друга држава, тогаш тој рок од 1 година не важи. Зошто не важи? Не важи, затоа што во законот е то изричито кажано. Во таа постапка рокот од 1 година не важи. И не верувам дека судот направил превид. Затоа што не може да направи судот превид, бидејќи одлучува врз основа на целиот предмет. А забуната која се створи е со излегување на некој дека нема да се дозволи повторување, бидејќи тој има дознаено за пресудата. Потоа беше дека нема судот во Куманово, бидејќи направил обид да му е врачи, па не знам, имаше нејасноти. Ако судот дозволи повторување на постапка, тогаш се знае дека мора да има ново судење, така и мора да се дека е застарено делото. Сега, тоа го кажува мојот став, а и така е по законот, али ако ги има овие елементи во предметот, значи се оградувам ако ги нема. Добро, да, не можеме да знаеме. Во тој случај ако ги има, тогаш рокот од 1 година не важи. Така, господин Богданов, кој е вашиот став околу ова прашање кое што е разбранува јавноста откако Деравилски самиот се врати, значи не во екстрадицијска постапка, туку сам се предаде на граничниот примен? Искрено не го следам многу предметот и не ги следам многу кривичните предмети пред нашите судови, оно што можем од медиумите да прочитам или да видам што како се случува, затоа што е навистина тешко во тие лабиринти кривични човек да се снајде, па и за адвокат и за правник и за било што. Меѓутоа знам една друга работа, тоа е мислам од аспект на праксата на Страсбур, на една од гаранциите исто на членот 6 е да секој што е суден во отсуство да му се обезбеди повторување на постапката. Има исклучоци точно, а тоа правило има предмети каде што судот заземал некој друг став, односно како исклучок од тоа правило. Најчесто во предмети каде што обвинетите, односно осомничените, знаеле за постапката и намерно ја избегнувале, односно намерно не сакале да присуствуваат и да бидат присутни на
судењата. Во тој случај, значи, може да се донесе и пресуда во отсуство, но секој исклучок паѓа на товар на тој што го тврди да го докаже. Дискутабилно е тука дали стакал знаел, но мораме да одиме во овој момент на реклами, па ќе продолжиме, да. Продолжуваме со дискусијата. Пред рекламите, Петковска, застанавме на прашањето, дилемата правна која се створи, дали Деравелски требало да добие повторено судење во кое ќе се констатира дека делото му застарува. Кои се вашите анализи на правните регулативи? Да, пак ќе се вратиме на актуелната тема, односно на Конвенцијата за човековите права и членот 6 од истата. Секогаш треба да се овозможи на обвинетиот кој што бил суден во отсуство да има можност во контрадикторна постапка да докаже дали е навистина виновен, односно да ја брани својата невиност. Така што во овој дел не гледаме дека има некои прекршување на законот, затоа што сепак е поповолно за обвинетиот во постапката, односно мора да му се даде можност истиот да се изнесе пред судот. На оно што го зборевме претходно, што со случаите кога тој знаел и имал можност да добие контрадикторна постапка изминатите години, тој бил во соседна Србија и доколку сакал да има контрадикторна постапка, можел тоа да го побара многу порано. Дали постои некоја варијанта тоа да се согледа и да се размислува тој агол? Конкретно сега решението на судот го немаме видено на што се осврнува и зошто е донесена одлуката, односно кои се образложенијата за повторување на постапката, меѓутоа пак ќе кажам во духот на член 6 од конвенцијата треба да им се овозможи на граѓаните да имаат едно фер и правично судење, доколку се судени во отсуство, побарање да можат да бидат судени во присуство, односно само и да бидат во постапката и активно да учествуваат во својата одбрана. Кога сме кај овие предмети, особено предметите и претходно ги спомнавме и на СЈО, но и генерално за судството, изминатата година заврши, ова продолжи во таа насока дека се очекува поголема битка со високата со корупција и криминалот, организираниот криминал. Добивме и многу критики од надвор на таа тема. Сметате ли дека во државата се води вистинска битка и каде се според вас најслабите точки во кои што може да се во кои запнува оваа борба со организираниот криминал и високата корупција? Видите, прво мислам дека премногу органи се формираа кои се борат со корупцијата, а ефектот не го гледаме. Јас сметам дека обвинителството за организиран криминал треба да се екипира, со оглед дека вие имате соведно обвинители кои не избира обвинители во организиран криминал, колку време не знам, а зборуваме за борба против корупција. Значи, тие луѓе тамо кои се, јас викам се квалитетни и све, али како број на извршители се многу мало за да водат предмети од ваков обем. А вие не ги избирате и доаѓате во ситуација да ги вратите во обвинителствата во кои биле, па потоа да им го доделите предметот да го завршат. Тоа се случува. Значи, тоа мора да се реши. Прво и основно, јас не знам што прави Советот на обвинители, што не може да избери од толку обвинители од целава држава кои исполнуваат услови таа бројка. Проблемот е што се многу имал интересот за обвинителството за организиран криминал, тоа е веројатно и посебен. Сега, тоа зошто ни се водат предмети за високи? Државата треба да си го решава тоа. За тоа е државата, мора да ги мотивира. Значи, треба да ги мотивира, ако треба, ќе се зголеми буџетот. Ние сакаме да се борат за таква корупција, а вие ви кажувам дека еден обвинител води колку предмети. Па не знам и колку да имам помошници, тој не може да го води и да закажува секој ден рочиште за да има ефикасност. А потоа остануваме на тие кои гонат корупцијата, исто така со новиот закон, МВР работи по инструкции на обвинителството. Тука е голем проблем. Бидејќи јас сметам дека е само МВР спремна во моментов да одговори
на барања за гонење на такви видови на корупција, а секогаш тие може да се оградат од тоа да кажат ние чекаме од обвинителство да ни посочи. Тоа е кругот, па да. имате финансова полиција. Дали каде е проблемот со борбата со корупцијата, односно со високопрофилните предмети? Еве вие ги следите судењата. Да, за жал мора да констатираме дека според последните податоци кои што ги имаме, нели во 2019 делот истрагите на специјалното јавно обвинителство беа превземени од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и основното обвинителство Скопје, нели во зависност од кривичното дело. Меѓутоа, иако се поминати некои си веќе 5 години, констатираме дека се уште дел од истрагите немаат завршница, односно не знаеме што се случува, дали е поднесено, реално не е поднесено обвинение, само за дел од предметите е поднесено обвинение, меѓутоа има предмети кои што се во истрага повеќе од 5 години. Конкретно има еден предмет кој што е 6 години во истрага, додека останатите истраги кои што беа јавно објавени од страна на специјалното јавно обвинителство траат по 4 или 5 години, што може дополнително да влијае на исходот и на самото судање, доколку биде покренато обвинение и слично, меѓутоа и во поглед на транспарентноста, реално по овие предмети се уште имаме проблем, односно предизвик да дознаеме во кој дел се постапките, односно дали ќе биде покренувано обвинение или не. Така што овие истраги кои што СЈ ги имаше покренато во нивниот мандат, за жал не сите завршија во суд, односно се уште чекаме информации дали ќе бидат. Како е вашиот впечаток, дали еве изминативе месеци откако почна се збори толку многу за високата корупција, имате ли впечаток дека воопшто се отворија некои предмети или пак се затворија некои предмети поврзани со високата корупција? Па динамиката на обвиненија кои што се поднесени за високи функционери и корупција не е нешто зголемено, односно имаме 1-2 предмети плюс кои што ги имаме за високи функционери. Тоа се судски процеси кои што сега допрва започнуваат и за кои што дополнително ќе знаеме каква динамика ќе имаат, односно колку брзо би завршиле тие судења. Конкретно освен оние што се од СЈ предмети што ги следиме како од особен јавен интерес кои што ги имаме, ги следиме сите останати предмети од висок јавен интерес, меѓу кои оние кои што се покренати од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, меѓутоа се уште не го гледаме крајот на судските процеси во поглед на донесување на пресуда, односно се уште се некои дел од нив се на почеток. Боганов, со вас би завршила околу една друга дилема пред судот во Страсбург, а тоа се пресудите на македонските здруженија во Бугарија. Има 12 пресуди, чинам досега. Советот на Европа веќе се произнесува неколку пати, но гледаме дека нема напредок, имаше повторно одбивање за регистрација на здруженија изминатиот период. До каде може да оди ова? Може ли до бесконечност да се случува вака и да нема никакви конкретни мерки преземање? Па видете, Советот на Европа е, како да кажам, политичка организација. Значи, таа нема репресивни мерки на располагање да принуди некоја држава да постапи на некој начин. Се е тоа повеќе дипломатија и политика. Да, непријатно е да се присуствува на состаноци на Комитетот на министри, јас сум присуствувал на неколку за наши пресуди, на кои што цела Европа и амбасадори или министри од цела Европа ве гледаат како црна овца заради неисполнување, неизвршување на некоја пресуда и ви прават постојан притисок во тоа. И предпоставам дека Бугарија во една таква ситуација на секои 3 месеци се одржуваат тие состаноци каде што мора да изнесува аргументи, одбрани пред сите тие дипломати од држави од цела Европа зашто не ги спроведува пресудите, зашто наоѓа пречки и така натаму. Сега теоретски стои во актите на Совет на Европа дека една држава заради непочитување, неизвршување на пресудите од Страсбург може да биде исклучена од членство на Совет на Европа. Но се случило тоа до сега некојаш? Меѓутоа тоа не се случило до сега, тоа сакав да кажам. Историски гледано, бидејќи, пак ја кажам, политичка организација, на крајот од денот се многу толерантни од тој дел. Значи, имаше многу потешки пресуди од страна на други држави, особено против Русија, кои што едноставно Русија не ги извршуваше, и од аспект на тортури, и од аспект на притвор, и од аспект на собственост, во милиарди евра досудени штети кои не ги исплаќаше, не го почитуваше едноставно судот. Да, сега Русија ја исклучи од Совет на Европа, нели заради инвазијата врз Украина, но сакам да кажам, има и ситуации
многу полоши, за кои што никој не е исклучен по основ на пресудите, но дипломатскиот притисок е силен од сите држави, особено кога се нема аргументи и оправдување како тоа да се постапи. Можеби ние тука не го чувствуваме толку како таков, меѓутоа во Но тоа не е Страсбург промени ништо изминатите години, тоа не е од сега, туку веќе трае подолго време. Па трае подолго време, точно, и не треба да застане. Мислам дека таа борба треба да продолжи и се додека не се запишат тие здруженија. Таму во тој регистар немавме сличен проблем со едно бугарско здружение Радко, кое што имавме пресуда против нас. Но поради тоа но ние го како променивме држава законот, постапивме и тоа здружение беше впишано во Централниот регистар после пресудата од Страсбург, што по мене еве укажува на некое повисоко правно-цивилизацијско ниво на нашата држава и разбирање на работите и од дипломатски аспект. Мислам, не беше запишано сега пред неколку години. Така. Сепак е политичка организација. Така. Ви благодарам на тоа што бевте мој гости вечерва, што дискутиравме неколку теми пред се пресудата, односно одлуката на Европскиот суд за човекови права. Вам, почитувани, ви благодарам што бевте со Топ тема. Останете на програмата на Телма.